невидено до сега во историјата на Скопје, што кажаме 100 години наназад, никој до сега не успеал и не прикажа ваква визија. Нели било каква некоја друга. Значи, никој до сега не најде доблест, не најде храброст да искаже некоја визија. После второто моје разгледување на оваа визија, седнав сериозно да размислам. Али каде да ги насочам своето размислување? Дали према професијата или према оние емоции што ги гајам како стар скопјанец овдека од веќе 3-4 поколења на нас. И ги поделите на мислењето. Првото мислење од професионален аспект. Како архитекта, како градител на повеќе на многобројни објекти во земјата и во десетина земји надвор свет. Првата констатација ми беше дека е понудено едно градителско дело. Дело во кое што се вградени многу автори. Дело во кое што се вградени многу инженери, архитекти, уметници, скулптори. Дело во кое што се зградени и работниците и мајсторите кои висат по скелите на огромни височини за скромни плати да се преживе. Значи, дело градење. Имаме градби да се гради. Ке кажеме блазе си на оној народ кој има желба за градење, а таа желба за градење ја имаме длабоко вградено во нашата традиција. Нашите тајфи, нашите мајстори, кои што граделе со векови наназад и кои го граделе и светот. Понатам, во оваа визија се вградени, значи, авторски дел, авторство на одредени луѓе. И како гледајќи од еден целосен аспект, како една понудена визија, јас можам само да го поздравам, да поздравам идејата на целата тоа визуализација и да посакам успех да се целото тоа реализира на некој авторски, професионален начин. Ако кажеме дека тука јавноста не е инволвирана во оваа цела работа, ќе се излажи и можеме самите себе да се лажиме. Затоа што има можност и имаше можност јавноста да се инволвира во сите овие дела. И таа се инволвираше фактички преку сите тие конкурси, преку сите тие надпревари, па дури и преку донесувањето на урбанистичките планови, кои се со јавни расправи. Пазете сега, има тука еден друг момент. Кога сакаме јавно се да инволвираме во оној момент, кога што е веќе опасно за професијата. Јавноста може да се инволвира до оној момент, дури не се оформат идејата, дури не се оформи иницијативата за градење. Понатаму е многу опасно да се интервенира во авторското дело, во индивидуалноста на авторите. Тоа е веќе насока, насочување и ставање граници на авторизацијата на сите овие дела. Визуализација, што ја видов, како автор, од друга страна, како емотивен автор, се разбира дека ние во своите дела градиме своји емоции, градиме својот творечи ген, градиме својот идентитет над. Како автор, може би јас сосем другче би направил, на друг начин. Може би би се сложил со некое дело, презентирано, може би не би се сложил. Тоа е веќе работа на авторско доживување. Меѓутоа, имам во предвид дека сепак тие дела ги правеле автори. Не можеме ние сите да го направиме, сам еден човек да го направи целата
сето тоа. И затоа со еден голем респект и голем почит према тие автори. И мислам дека треба да им се оде нависне на големо признание на сите тие автори и на целата оваа презентација. Толку кратко, бидејќи нема повеќе време. Би сакало од овде да има една непрецизност која во изговарањето на реченицата ја кажа колегата Јован. Значи, не е точно дека никој предходно немал таква визија. Ние не смееме, значи да треба да одадеме почит на генерацијата градски татковци после земјотресот, кога многу сериозна визија имаше за центарот. Значи, тогаш немаше компјутерска анимација, но беа правени макети, и макетите беа носени дури за да се провери како ветерот ќе влијае на проветрувањето на зградите, се беа носени во Институтот за аеронаутика. Значи, имаше и градски власти кои сериозно приоѓаа кон тоа како треба да изгледа центарот. Но не го направија тоа. Значи, до таму сме стасували и порано. Значи, тоа мислам дека тоа е само грешка во изговорот, а се ова другото, мислам, и јас се согласувам со тоа што секогаш, кога имате една визија и која е презентирана пред граѓанството, која имала можност парцијално да биде коригирана, значи низ расправа, пред конкурс, по конкурс, по завршено дело, по прикажување на првонаградениот труд и така натаму, тоа стои и за оваа ситуација. Јас мислам дека доколку се приде конструктивно во расправата кон овој проект, мислам дека се уште постои можност да направиме уште подобро во однос на тоа што е предложено. Тоа е нормално, затоа визуализацијата е прикажана, за да се свати дека учеството не завршува. Учеството секогаш било понудувано кога се работело за секој поединечен објект и за урбанистички план. Значи, постои расправа. Па околу таа расправа имате можност 15-20 дена и така натаму. Значи, и ова јас не го гледам како нешто што еве го вака е, доколку се појават аргументирани елементи кои можат да придонесат кон ова, тие елементи никој, убеден сум, нема да може да ги отфрли и да рече ај сега е готова работата, бидејќи тоа е нормално една и сега се вика визија. Така да мислам дека ова ние што го правиме воопшто не е тема сега како да престане расправата, него ние даваме еден свој придонес кон една идеја и една иднина која сите би сакале да ја доживеат. Јас ви благодарам, без некој голем заклучок, ќе кажам дека ја затворивме меѓусебната дискусија. Ви благодарам многу и ви поканувам на 10 минути да одговориме на 2, 3, 4 прашања колку ќе имаме